Македонија забележа пат на индексот за слобода на медиумите на Репортери без граници, паѓајќи од 42-то на 45-то место и се најде во групата земји со проблематична состојба. Иако вкупниот резултат останува ист, земјата бележи влошување кај сите главни индикатори што ја мерат слободата на медиумите, вклучувајќи ги правните, политичките и економските аспекти. Според извештајот, главните проблеми се поврзани со ширењето на дезинформации, недостатокот на професионализам и падот на довербата кај јавноста, како и со често негативните ставови на официјалните лица кон новинарите. Потребни се ефективни мерки за заштита на новинарите и тие треба да се гледаат како катализатор за промени, почнувајќи со ставање крај на криминализацијата на новинарството, злоупотребата на законите за национална безбедност, слаб службите и системското попречување на оние кои истражуваат, разоткриваат и бараат одговорност. Постоечките механизми за заштита не се доволно силни, меѓународното право се поткопува и неказнивоста е широко распространета. На глобално ниво извештајот покажува алармантно влошување на состојбата на медиумите. За прв пат повеќе од половина од земјите во светот се сметаат дека се во сериозна или многу сериозна состојба. Една од главните причини е зголемувањето на рестриктивните закони, особено во име на националната безбедност, кои се користат за ограничување на работата на новинарите и за криминализација на новинарството. Во регионот на Балканот состојбата е претежно слаба, при што повеќето земји се во категории проблематична или сериозна. Само Словенија и Црна Гора имаат постабилна состојба. Во меѓувреме на глобално ниво, Норвешка продолжува да ја предводи ранг листата 10-та година поред, додека Еритреја останува на дното. Извештајот исто така нагласува дека политичките притисоци, економската несигурност и други фактори како родовата нееднаквост и слабењето на локалните медиуми негативно влијаат врз независноста на новинарството во Македонија, правејќи ја состојбата со слободата на медиумите се поранлива.